Среда, повторно 4 надпревари на Европското првенство и последниот групната фаза. Одиме одма, 4 надпревари се да не главиме многу. Група Е. Ево е сигурно најинтересната група на целиот европски шампионат. После првите 2 надпревари во групата, сите екипи имаат по 3 освоени бода. По неизвестно здравје. Ќе одлучуваат, мислам дека мали детали и онака нема да се знае ништо до последниот судиски свиреш. Прв меч Словачка Романија. Романците воодушевија во оној прв надпревар со Украина, победа 3-0, лагано, топ. Но потоа беа надиграни и поразени од Белгија, што и беше за очекување. Мислам дека уште од самиот старт овој дуел се знаеше дека ќе биде одлучувачки за двете селекции. А Словачка сама си е виновна што се најде во оваа ситуација. Во првиот меч славеа против Белгија, човеч. И онака секогаш им требаше бод за да одат понатаму. Со кој играат? Со Романија и со Украина. Океј, бод за гарантиран. Водеа се Украина и загубија на крај. Тоа е тоа. Ја мислам дека сепак Словачка е поблиску до победа во однос на Романија, меѓутоа мислам дека надпреварот ќе заврши нерешено. 1-1. Белгија, Украина. Овде работите би требало да бидат нешто појасни. Белгија е голем фаворит и покрај тоа што загуби на оној прв надпревар, веќе на вториот меч покажа дека тоа било само лош ден. Беше супериорна против романците и мислам дека сега се спремни за нова победа. Лукаку. Што се дешава со Лукаку? Не може никако гол да даде, а шанси еден тон. Лукаку толку нема среќа на ова првенство, па голема веројатност е дека веќе активирал мајка му да му помогне со некоја вуду магија. Бидејќи знаете, таа е позната по тоа. Вуду. Украина после стартниот шок покажа дека има квалитет и мислам дека сега ќе се обиде да стигне барем до реми, со која ќе ги задржи шансите за пласман во следната рунда. Иако имаат негативна гол разлика по оној пораз 3-0. Сепак тешко дека ќе стигнат и до реми, така да очекувам победа на Белгија 2-0. Одиме со групата Ф. Овде работите се нешто појасни. Португалија е сигурен четвртфиналист и лидер во групата. Чешка и Турција во меѓусебниот дуел ќе одлучуваат кој ќе и прави друштво на Португалија. Чешка, Турција. Чешка во првото коло добро се држеше со Португалија, но загуби. За потоа да пропушти меч топка против Грузија. Одигра реми, не искористи милион шанси за гол, а тоа може скапо да ги чини. Турција би рекол дека е благ фаворит на овој надпревар, но против Португалија беа очајни. Не знам, покажа многу слабости во играта и ако го повтора тој меч, не тепаат со Чешка. Добро, нивна пренос на овој надпревар е тоа што на нив им е долно и реми за да се пласираат во следната рунда. На Чешка и е потребна победа. Мада ако продолжат да дават смешни автоголови, тогаш тешко им се пишува. Ама ќе биде нерешено, бе. Типувам конечен резултат 1-1. И последен меч. Португалија, Грузија. Тука веќе се е јасно. Португалија е голем фаворит и се очекува на овој надпревар да излезе со некој мешан состав. Шанса да добијат играчи кои што не добија шанса до сега. Меѓутоа тешко дека ќе се најде јунак кој ќе стартува без Роналдо во првиот тим. Грузија, дечки, реално треба да биде задоволно со самото учество на ова европско првенство. Покажаа дека нема да бидат статисти, го освоја првиот историски бод на големите шампионати и тоа е, мислам, доволно за нив. Значи, иако имаат шанси да одат во следната фаза со победа против Португалија, мислам дека тоа нема да се деси. Но во фудбалот чуда не се случуваат така ретко. Тепа Португалија. Нема да сгази, ама ќе тепа. 1-0, 2-0. Тие се тие 4 последни надпревари од групната фаза на Европското првенство во Германија. Следува осмина финале, четвртфинале, полуфинале, финале. Ќе биде јако. А ние продолжуваме со видеа секој ден, тоест кога ќе има фудбал. Да, сега маце ќе се изречат надпреварите во нокаут фазата, но повторно ќе имаме добар распоред. Следете на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook, ставете лайк, ставете subscribe на YouTube каналот BMG Network и бидете во текст со све што се случува на Европското првенство. Дечки, тука седи ова, ама вие имате убав ден и чао!